mi-a i dade sila da stanat sinovi Božji so naslednici. Deset je pa to što velikom životom Balkumina ona odjava. Ja sam dobri od kasni i ljubav mozite jedna da ne vide izgubena. Miro tvoj nigo davašno nekako sveto da ne se plaši srce to naše. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Slava ti, Isuse, Tatko nebesen. Svesnost дека имаш Татко на небесата. Зборуваме за Татко, за соодност на дете и на небесен Отец. Беге во името на Исус. Дете и небесен Отец. Тој вели единородниот син за Исус, знаете. И луѓето ќе речат, јас имам своја вера, своји обреди, своји традиции. Татко наш кој си на небесата, да се свети името Твое. Името Негово треба да се свети, да се освети во Твоето срце. Ти да го разбереш тоа. Да го разбереш и, како би се рекло, да се обидеш, да му дозволиш да те промени, да те накалеми на лозата. Тоа е како слика да даваш многу род, а тоа подразбира да те кастри, да ги промениш постапките и така натаму. Христијанство е менување во од телесен во духовен човек. Име што имаме денеска. Видете, Исус вели, јас не дојдов да ја исполнам својата волја, туку волјата на оној што ме прати. Не зборувам јас, туку тој зборува, така и јас не зборувам. Тој зборува низ мене, од мене. Слегуваат готови текстови. Но треба да дојдеш до таа состојба, да се предадеш, да го познаеш Исус, да го возлюбиш. И луѓето сакаат да се исцелат, да си го реши проблемот. Кој си ти? Го прашаат тие. И мене ми велат, кој си ти? Исус им одговори, што ви кажував од почетокот? Како што ви кажав на почетокот. Јован 8:25. Како што ви кажав. Каде? Па во Светото писмо. Луѓето го проучуваат Светото писмо. Пазете, ама без дух не можете. Да се свети името Твое, да дојде царството Твое. Тоа треба да дојде во моето срце. Зборувај низ мене и денеска, Татко. Нека секој збор ги допре сите оние кои се жедни за Твојата љубов. Низ мене зборувај, да дојде царството Твое. Каде? Па во моето срце. Да биде волјата Твоја. Те вели волјата Твоја. Во друг препев се вели кој си ти, почеток како што ви велам. Почеток. Почеток, каков почеток? Пазете, каков е тој почеток? Во Јован 1:1 се вели во почетокот беше Словото. Словото. Словото беше во Бога и Словото беше Бог со Бога, од Бога. Кога би знаеле дека тоа Слово што го потребувате од Бог, дали ќе размислите како го зборувате и како се однесувате кон Него? Во зборовите има живот и смрт. Дали изрекувате живот, тоа што го зборувавте, тоа ќе ви го дадам? За секој лош збор ќе одговарате, тоа е збор без љубов. Тоа во почетокот беше во Бога. Во наредниот стих одиме уште посуштински, се стана преку Него. Се ова тука и горе на небесата преку Него и без Него. Ништо не стана од она што постана Јован 1:3. И во Него беше животот. И животот им беше светлина на луѓето. Јован 1:4. Во друг препев, пазете, во Аристотел во античка Македонија вели Бог е самиот живот.
И ние го имаме тоа во којне јазикот, царскиот македонски јазик, кој денеска лажната наука, која сака да ги избрише македонците, го нарекува старогрчки. Заменската форма на зборот е дајдухос. Дајдухос, проверете, го има објавено во книгата Јавно говорење. Тоа добро го кажува. Пазете сега. Во него беше животот, во друг препев се вели зборот беше со Бог и зборот беше Бог. Од самиот почеток зборот беше со Бог. Дајдухос. Се разбира на македонскиот јазик. Потоа вели во 1.3 се што потоа беше создадено преку зборот. Се што беше потоа беше создадено преку зборот. Ние не разбираме дека зборовите создаваат. Не постои суштински ништо создадено кое не беше создадено преку зборот. И самиот живот беше во зборот. И тој живот им дава светлина на луѓето. 1.4 Јован, Исус вели дека е почеток, ги осветлува. Значи дајдухос. Даден дух е зборот. Жив збор, слово кое е дух, еве го, и живот. Од збор е се создадено. Значи македонците, како и израелците, се припремени да дојде Месијата, апостол Павле, да биде повикан од македонецот. Двајцата сведоци, Израел и Македонија. Самиот живот е во зборот, дава светлина, те осветлува. Бог е самиот живот, Аристотел. Дури го имаме Тихик стоикот, кој велеше се е таткото, се е синот, и потоа го нема светиот дух, бидејќи не му беше јасно тоа. Во 14 стих тоа е пророчко писмо, пророчка уметност. Се вели зборот стана човек и живееше во нас. Значи зборот треба да оживее во тебе. Слово кое е живо и тебе те оживува. Ете, тоа е суштината. Да бидеш духовно оживеан. Во дух, да се сетиш кој си. Таткото на небесата е наречен татко на духовите, на духовниот свет. Виделивото е минливо во Коринтијаните, невидливото е вечно. Исус вели дека е почеток, или како што ви кажав на почетокот, збор човек, жив збор, збор натопен со крвта. Името му беше живо слово, Божјо слово. Еве стихови од самиот почеток на земјата, прва Мојсеева, Битие 1.1 во почетокот. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Пазете, во 1.2 се вели Духот Божји лебдеше над водата. Во наредниот стих е ова: и рече Бог зборот, нека биде светлина. И би светлина 1.3 понатаму. И виде Бог дека светлината е добра. И ја оддели Бог светлината од темнината. 1.4, еве уште стихови. Никој никогаш не го видел Бога. Но имаме објава за него преку единородниот син, еднороден. Исус е роден во Отецот. Пазете, еден роден кој е Бог, кој произлегува од таткото. Исус е Бог. Јован 1.18. И тие сега слават сад избран, Богородица, за да се отелотвори тој. Тој е всушност ангел спуштен. Исто како Јован, ете јас го праќам мојот ангел. Зборот е објава. Пазете, глас, оживување, збор со вера ја поместува планината. Стани планино и фрли се во морето. Ако имате вера колку си напово зрно. Тие од нашата вера. Па никој не го прави тоа, бидејќи вашата вера, немате вие вера, верата е Исусова. Дај ми ја твојата вера, Господе Исусе Христе, да ја преместам планината. Кога ќе слезе силата, знаете, треба да бидеш доволно зрел. Ете на ангел да удри со жезелот по земјата. Знаете, ќе се распрсне се во ова. Но ти немаш право на тоа. Штитот на праведноста значи Господ да те укори, Исус да ти суди, Исус да те укори. Архангел Михаел му рече штитот на праведноста. Не себе праведен, негова е правдата. Зборот е објава, глас, оживување со вера. Отецот е видлив во Исус. Единороден син. Еднороден. Он не роди преку словото на вистината во Јаков. Тој не раѓа. Вие сте само сад. Вие мислите дека вие раѓате.
Јован го прашува тогаш, кој си ти 1.21? Јован крстител, кажи ни кој си, зашто мораме да им однесеме одговор на оние што не пратија. 1.22. И фарисеите се пратени од луѓе. Фарисеи, садукеи, луѓе од луѓе. Исус е пратен од Отецот. Тие од земни луѓе. Јован одговара, јас сум глас и Јован е пратен. Ете, јас го праќам мојот ангел. Така вели самокниот Бог. Јас сум глас што вика во пустината и ти треба да бидеш глас што вика во пустината. Подгответе го патот за Господа. 1.23. Јован им го цитира, озвучува Исаија од Стариот Завет. Се потврдува живото слово. Глас кој вика во пустината, објава од единородниот Син, живо слово кое е дух и дава живот. Дај духос на стариот македонски јазик, царскиот којне. Заменската форма на зборот. Дух кој дава живот. Во Откровение 7.2.3 ангелот носи печат на живиот Бог. Со печат чело ги обележува Божјите слуги. Во 7.17 за Исус се вели дека е јагне кој ќе биде пастир, кој ќе не пои со животодавна вода. И ти можеш да бидеш јагне, па потоа пастир, ако тој те одреди, ако тој те постави, ако го отвориш срцето, ако му се предадеш во собственост, ако го возлюбиш Исус, и тогаш ќе дојдеме со Отецот и со кровиште ќе направиме. Со телото не сум присутен, но со духот сум со вас. Тоа е крштение во дух, да го возлюбиш Исус и да му дозволиш постепено. А другите мислат сензација. Ние имаме крштение, односно да слезе духот и да те исцели. Имавме една жена. За 24 часа поверува, силно отчитување, повраќаше, плачеше, липаше, ја истори утробот и потоа како да оживе, порече, јас сум жива до вечерта и траеше, ти рече, јас си имам своја вера. Виде дека ние не сме во неизината вера, па не сме, немаше да те исцели духот. Значи, двајца кои носат фатен, го имаме тој стих кога исцелува Исус, таа беше исцелена, но потоа вели, оди и не греши повеќе, за да не те снајде нешто полошо. Значи, јагне кој ќе биде пастир, кој ќе не пои со животодавна вода. Кој си ти? Прашај се ти. Почеток. И кој сум јас? Јас сум кал земна. Без мојот татко, но се покајувам. Татко мој, прости ми пред тебе, погрешив пред тебе и пред небото. И ја примам силата Исусова, да се насели Исус во моето срце, го возлюбувам Исус. И имам дух, изборува духот, ги врши делата. Не зборувам јас. Збор во сила и вечна љубов. Збор во сила. Коњаникот носеше облека натопена со крв. Тој е познат по името Божји збор. Од устата му излегуваше остар меч со кој ќе ги порази неверните народи. Откровение 19.13. И ти можеш да бидеш тука. Да ги облечеш обувките на Евангелието. Едно од оружјата на мирот. Да ти ги измие нозете Исус. И да чекориш со него, да не одиш во калта и во военицата. Божји збор, меч на духот кој поразува неверни. Во Откровение 12.11 вели, тие го победија, се мисли на змејот, нападнатиот, преку крвта на јагнето. Тоа значи вистински да застанеш и да умреш и ти, и со вистината што ја проповедаа. Значи не од себе си, поверува и затоа зборува. Исус зборува, за која храбро ги жртвуваа и собствените животи, би рекол души. Проповед во дух, живо слово, Исусовото име е живо слово. И тие ќе речат слава на Отецот, Синот и Светиот Дух. Она има еден стих таму во Матеј, крштевајте во име на Отецот, Синот и Светиот Дух. Да, но тој вели, се што ќе побарате во моје име, Исус вели, тоа име е Исус, тука го нема Исус. Синот може да биде било кој. Пазете, проповед во дух, живо слово, вели, тие го победија со крвта на јагнето и со словото на своето сведоштво. Слава на Отецот, Синот и Светиот, славата е на Исус,
кои се едно со Отецот. Немаш што да го спомнуваш Духот, бидејќи така се трга. Во името на Исус барам, а ти во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Не, во името на Исус. Што и да побарате во мое име од Отецот, разлика има. И не се грижеа за животот свој. Дури до смртта 12-11, еве уште другите пак беа убиени со мечот што излегуваше од устата на оној кој седеше на конјот. 19-21. Меч на Духот е важен момент. Да го извадиш тој и да заповедуваш: бегај од мене, Сатано, во името Исусово. И излези ти што ми правиш вака и вака и вака. Напушти, мораш да излезеш во името на Исус. Ако е во Негова волја, што ќе побарате во моје име од Отецот? Ќе ви се даде во Негово име да го правиш тоа. Не ти како што сакаш. Тоа значи Он да те води, Он да зборува, Исус да те обликува. Значи Божји збор, меч на Духот, жив збор, сведоштво, глас кој вика во пустината, Божји збор, слово на сведоштво со вера. Почеток. Слово кое оживува во заедништво со Исус, тогаш ти даваш живот, изрекувам живот. Божји збор натопен со крвта на заветот во Исуса Христа, праведникот. И ќе го поминеме ова Евангелие по Јован. Овој препев е интересен, не сум го употребил, тој другиот го знам наизуст. На почетокот постоеше, суштествуваше зборот. Ти зборот е дел од вечноста. Значи ти земаш зборови, ги извртуваш, пишуваш драми, си раскажуваш приказни, лажеш, крадеш, ги употребуваш без љубов. И тоа е за секој лош збор ќе одговарате. Зборот беше со Бог, Јован, значи 1.1, беше Бог од самиот почеток. Се што постои е создадено од зборот. Нема ништо создадено, повторно, што не е создадено преку зборот. Самиот живот е во зборот, дај Духос. Тој живот им дава светлина на луѓето. Таа светлина свети во темнината, да бидете светлина на светот. Темнината не може никогаш да изгаси. Тоа е вечноста. Значи, темнината е минлива. Се појави еден човек по име Јован, ете јас го праќам мојот ангел, испратен од Бог, битен момент, јас дојдов да извршам волјата на оној што ме прати. Тој дојде како сведок да им каже, тој не беше светлина, тој е сведок за светлината и ти си сведок за светлината. Вистинската светлина го осветлува секој човек што стапуваше, што доаѓа на светот. Свет, нешто што е ветво, што е минливо, се вети, си се ветил, ама и ветво нешто што е распадливо. Иако зборот беше познат, ние зборуваме за Царство Божјо кое нема крај. Светот не го позна. Пазете, зборот беше во светот, Исус беше збор, жив збор, така треба и ти да бидеш жив збор. Тоа значи Духот да зборува низ тебе. Тоа значи да бидеш крстен, да се откажеш со собственоста, од својата волја. Дојде кај своите и тие не го прифатија, не го примија. На сите што го примија им вели им даде право, а ние зборуваме сила, зашто Царството Божие се освојува на сила. Им даде да станат Божји чеда. Тие се новородени, но не физички, родени од Бог. Да му дозволиш да те роди, мораш да го оставиш стариот човек. Нема изнасилување, сатаната изнасилува, лаже, крадете, промира сега. Промени го името, промени го знамето, промени го идентитетот. Не е важно кој си, што си, еве ти пари. Еве ти што ми даваш ти мене? Бог ми го дал правото. Двајца сведоци има, македонците се сведоци на Исус, како и израелците. Ке изберам човек, македонец кој ме молеше и ми велеше. Зборот стана човек, се овоплоти во тело. Ја видовме неговата слава. Исусова слава, вие славите се и се што славата што тој ја прими како единороден син, еднороден. Тој е роден во Отецот, он го држи во пазувите. Пазете, а ти даваш слава на било кој. Никој никого не раѓа додека духот не слезе во материјата. Му дувна во душата дух животен. Пазете, дај духо се зборот. Живиот Божји збор. Дава мир, сила, љубов. Ово е кој доаѓа еден човек кој е поголемо од мене, значи сведочи, тој постоеше уште пред да се родам јас. Пред да биде светот од неговата полнота во дух, ние примивме благослов врз благослов. Законот беше даден преку Мојсеј.
А благодата и вистината, Исус ни ги даде љубовта, да ја примиш, да се преполниш со љубов и вистината. Никој никогаш не го видел Бога, како тогаш те го насликале таму, на што се поклонувате, на чиј лик, тој е битен момент. Тие што се поклонија на иконата, на ликот, на бистата, на зверот, ќе бидат мачени, тие што го имаат жигот на Исус, печатот на живиот Бог. Значи имаме објава за Него. Објава е важна. Зборување во живо слово. Исус го објави единородниот син кој е Бог. Тој е Бог, Божи син, но е Бог бидејќи исполнен со сета полнота и кој произлегува од таткото. Тој е оној псалм кој вели: Богови сте, но паднавте, ќе умрете како луѓе. Те сакам, Господе Исусе Христе. Еврејските водачи го прашуваат: кој си ти, зошто крштеваш, Илија ли си? Јас сум гласот што вика во пустината. Јас сум гласот што вика во пустината. Покајте се, луѓе. Немојте. Подгответе го патот на Господа. Нема да има повеќе време. Јас крштевам со вода. Меѓу вас има еден кого вие не го познавате. Тие денеска се крштеваат во вода. Иако јас дојдов пред него, не сум достоен, почетна позиција, ни сандалите да му ги одврзам. Ово е за кого реков: по мене доаѓа еден човек, Јован 1:20-30, кој е поголем од мене, тој постоеше уште пред да се родам јас. И сега тој вели, Јован го даде следното сведоштво: јас бев таму, го видов Светиот Дух, кој слезе како гулап од небото и остана над него. Остана над него, а тој Исус е исполнен со сета полнота. Целиот е преполнет во дух, претопен. Јас не го познавав. Врз кого ќе го видиш Светиот Дух да се спушта и да остане над него, тој е оној што ќе крштева со Свет Дух. И сега, што е ползата да се крстиш во вода и мислиш дека си крстен во Светиот Дух? Не е проблемот на капењето сув и воден грешник. Проблемот е во покајувањето. Покајувањето значи да се оставиш таму и да не грешиш повеќе, да не те снајде уште нешто полошо. Ти мислиш дека си се крстел и толку, и не можеш да дојдеш до Исус, зашто не знаеш каде живее Исус. И тоа е целата суштина. И потоа тој му вели: ако некој не се роди од вода и од дух. И сега вие ќе речете: како? Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Христосе. Никодим: како може стар човек наново, повторно да се роди? Ако човек не се роди во вода и дух, што значи да се родиш во вода? Па првин си бил човек на земјата, си издегол од матката од вода, потоа одиш повторно во вода. Да го оставиш тоа, да умре тој човек и да примиш жива вода, водна бања во Словото. Исус да дојде во твоето срце. Тоа е духовно крштење од вода. И они буквално го читат, влегуваат во вода. Тоа исто како што вели: земи го својот крст, па да одиш по улици и го носиш крстот околу вратот, или огромен крст. Не може да влезе во Царството Божјо. Значи дрвото не може да влезе. И тоа има дух, бидејќи без духот се е мртво, материјата во дух се оживува. Или било кој предмет или животно. Тој мора да дојдеш во човек, да се родиш од вода, од мајчина утрова. На земјата е така. А и тој понатаму вели: ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божјо. И ој му вика: ако некој не се роди наново, повторно да се родиш од озгора, има препев. И ова е добро. Како да се родиш повторно? Па тоа е целата суштина. Мораш да се оставиш стариот човек. Да го умреш тој човек, да го оставиш. Да разбереш дека не можеш самиот. Да се фатиш за Исус и да не се пушташ. Те сакам, Господе Исусе Христе. Тоа е христијанство, практична промена. Другото се цитати, обреди, славење на некои луѓе што направиле нешто во црквата или во македонската народна култура. Од неолитот, антиката, воведени во православието, па католиците ги собрале, од нив си направиле своји имењувања. Ние си имаме своја вера. Како вавилонци си градат кула, одат во згради. Ти треба да бидеш храм, заедништво, жив камен, живо слово оживеано. Исус да живее во твоето срце. Тоа е христијанство. Другото е театар.
на смртта, бидејќи на крајот ќе дојде и ќе одговарате за секој лош збор. Тоа е збор без љубов, употребено слово без љубов. За секогаш Исус, во секого Исус, на секаде Исус, во срцево мое и во твоето Исус. Исусе, дојди мил Исусе, во моето срце, татко. Дојди во моето срце, Исусе, и помогни ми, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Се покајувам за секој греф. Тоа е водно крштење. Се покајувам, го оставам стариот човек. Го отворам моето срце. Им простувам на сите. Простувам. Никога не осудувам. Штитник на праведноста. Штитот на верата. Исус е мојот Господ и Спасител. Ја прифаќам твојата волја. Дојди во мојот живот. И потоа почнува тоа крстение чекор по чекор. Може да биде и наеднаш како апостол Павле. Тоа е поболно, паѓаш од конјот, ослепуваш, разбираш дека си слеп. За секогаш Исуса. Вие велите дека гледате, затоа гревот ви останува. Јас без Исуса не можам ништо. Тој зборува, тој прави исцелување за сите оние кои ќе речат: Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Пред мене, зад мене, околу мене, во мене, на секаде Исусе. Се стана преку Него и без Него. Еден ме прашува што имало кокино врска со Исус, па не знам како ме нарече батка. Па се стана преку Него и без Него ништо не стана. Си ја прочитал оваа книга и немаш време, ти си канончиња некои таму реформации. Си цитирате стихови. Те сакам, Господи Исусе Христе, мојот народ гине од незнаење. Мир вам до Божиот царство небесно. Исус во срцата на сите. Амин. На сите што го примија и даде сила, да станат синови Божи, со наследници.